имам моментално преку 78 коини и токени на моето портфолио, што е изложено исто така на токен падок на VIP лета. Не можеме ние сите, има и тие што се добри проекти, не можеме сите да ги ставиме. Покрај учењето, покрај анализата и треба интуицијата тука, па да селектираме од тие што мислиме дека се добри. Например, еве јас Тезос немам. Не дека Тезос е лош, Тезос е супер проект. Но меѓутоа, како што реков, не можеш сите да ги бркаш. You can't chase them all. Сега да почнам со набројувањето. Значи, за секој еден почетник, моја препорака е да се почне со биткоин. Затоа што тука нема промашај. Волатилноста е најмала и сигурноста за долг рок единствено што може да ја даде е биткоин. После исто така како втора Етериум, затоа ние спомнавме на почетокот, сите ние спомнавме и се согласивме дека биткоин, Етериум, дека треба секој еден да ги има. Така да Етериум дефинитивно. За тие што се помалку искусни, зошто Етериум? Затоа што од сите апликации во цел крипто свет, во цела крипто индустрија, негде бројката е околу 70%, 68%, ако не се лажам, апликации што се изградени на Етериум или односно на нивните втори слоеви. Така да тоа е многу силен индикатор, затоа што ако гледаме Меркиев закон, тоа се мери мрежната сила. Така да најсилна мрежа моментално има дефинитивно Етериум, затоа што неговата функционалност и како блокчейн од втора генерација со паметни договори, Етериум беше првиот тоа што го направи во 2017 година и му го овозможи тој пат да го трасира како, да речам, втора криптовалута по маркет капитализација. Така да, значи, за овие две се согласуваме сите. Дефинитивно треба секој еден да ги има, без разлика дали е почетник или е про, без разлика, значи дефинитивно треба да ги има. Сега, што би издвоил јас моментално? Јас би издвоил моментално тие блокчейн мрежи што се трета генерација. Вие спомнавте Polkadot, го спомна Никола Аваланч. Значи, апсолутно јас сум тука на истата та гледна точка, затоа што тие се Layer 0, слој, нулта слој. Таа е трета генерација на блокчейн и се многу специфични затоа што нулта слојот овозможува градење на други блокчейн мрежи од озгора на тој нулта слој. Значи, тоа го имаме кај Polkadot, го имаме кај Kusama, го имаме кај Avalanche и го имаме кај Atom. Значи, овие моментално на крипто пазарот имаме 4 проекти што имаат трета генерација на блокчейн, односно имаат Layer 0 слој, нулта слој. Фасцинантното е кај нив, како што реков, може да се градат други блокчейн мрежи и тоа дава еден друг видик на сите овие работи. Значи, сите овие 4 што ги спомнав, Layer 0, токму поради нивната технологија и тоа што може да го градат допрва во иднината, сметам, многу сум оптимист за овие проекти, верувам многу во овие проекти и исто така има доста интересни многу проекти што би ги набрал стотици, еве ќе кажам неколку, други покрај овие 4 би ги спомнал AGX. AGX, за тие што не знаат, е токен што е моментално достапен на две блокчейн мрежи, на Ethereum и на Cardano. Зошто AGX? Многу едноставно. Вештачката интелигенција е нешто што го трасира патот на кој што ќе одиме во иднината. Дали тоа го сакаме или не, очигледно еве сите гледаат светот буквално се скрена со ChatGPT, со тоа што го гледа. Значи, AGX нуди нешто, нуди доста услуги на нивната платформа и исто така, ако некој има слушнато за Софија роботот, тоа е продукт на SingularityNet на AGX. AGX е нивниот токен. Зошто верувам во нив? Затоа што вештачка интелигенција многу битно да биде децентрализирана. AGX го овозможува тоа. Пример, ако правиме мове за ChatGPT, тоа е нешто што е во посед на Бил Гейтс, на Microsoft.
Така да сите податоци, ако некој нешто пишува таму, било што останува во нивната датотека и така натака. Така тоа е централизирано. И тие одлучуваат што ќе дадат на масата на луѓето. Така да AGX дефинитивно мислам дека е проект што ќе биде дефинитивно во наредните 2 години ќе биде во топ 30, верувам дека ќе биде во топ 30, за некои многу звучи оптимистички, но меѓутоа дефинитивно ќе биде, затоа што начинот на кој што тие го прават и на нивната платформа како што нудат доста услуги, дефинитивно се уникатни. Има и други со вештачка интелигенција, но меѓутоа не на начинот кој што го прави AGX. Затоа што исто така тие работат и на роботика. Значи, вештачка интелигенција и роботика се работи што веќе се трасирани за понатака во иднината. И е многу битно овие работи, како секоја технологија, да бидат децентрализирани. Затоа AGX го спомнувам многу пати. И исто така, нареден токен што ќе го спомнам е DESO, Decentralized Social. Јас за тоа последно пишував на Токен Падот, има и на македонска верзија, пост за DESO. Зошто? Затоа што DESO е Layer 1 блокчейн кој има само апликации од социјални мрежи. Значи, тоа е уникатното кај него и дефинитивно социјалните мрежи овие што ги знаеме во овој формат, како денеска што е Facebook, каде што има груба цензура и на други социјални мрежи, таа цензура нема во DESO на нивните апликации. Пример Diamond. Diamond е исто како копија на Twitter, но меѓутоа голема разлика е децентрализиран. Тоа е една работа, значи нема цензура, тоа е многу битно. И исто така, креатори што создаваат содржина на нивните социјални мрежи, вклучувајќи на Diamond од DESO, луѓето можат да заработуваат. Значи, пример, еве сега една сакам да направам споредба. Ако пример на YouTube на некој му треба, не знам, можеби 10.000 следбеници и постојано да става содржина, што захтева многу работа и труд и така натака, тоа истото може да се постигне на DESO, пример, со можеби 200-300 следбеници од финансиска гледна точка. Али, морам да кажам, најбитното, нема цензура, децентрализираност и секој еден што користи платформата станува фактички косопственик. Тоа е дел од визијата на Web3. Web3 ќе го промени светот за подобро и ќе помогне во борба против оваа централизираност што се наметна од 2000-тите. Моментално на најголемите корпорации во Силиконската долина се во тотална контрола на неколку луѓе, така да тоа не е во интерес наш како луѓе. Тоа ќе се промени затоа што луѓето како што повеќе ќе научат за Web3, за третата генерација на интернет, тоа значи децентрализиран интернет, за тие што не знаат. Значи Web3 ќе ги промени овие начини на кои што гледаме светот моментално денес. И дефинитивно би спомнал, Никола спомна за тие децентрализирани финанси, свапинг и така натака, стабилни проекти, MakerDAO, затоа што MakerDAO служи исто така како платформа, дури институционални играчи го користат и секако централните менувачници го користат, затоа што така они прават, централните менувачници тргуваат на децентрализирани финанси, за да може да MakerDAO, тука би ги додал и Compound и Aave, исто во тој кош влагаат. Апсолутно. И Uniswap исто така, затоа што Uniswap беше третата апликација изградена на Ethereum, така да има неколку што имаат така круцијална важност и мислам дека се дефинитивно проекти што може да го издржат тестот на времето и да издржат повеќе време. Али, јас сега ќе кажам една моја теорија, претпоставувам и дека и вие се согласувате. Сепак, и вие спомнавте дека е многу битно да се оди на маркет капитализација тие што се погоре малку. Затоа што во тој случај имаме сигурност, колку толку имаме некоја си сигурност, за разлика од пример да вложите во некој токен што е на 3000-то место. Сега, може
да испадне тоа од 3000-то место да донесе голем поврат, но меѓутоа такви што имаат таков поврат дефинитивно се малку. Така да ризикот е поголем дефинитивно, постои шанса за поврат, но меѓутоа како што споменавме, портфолиото мора да биде градено на начин во проценти гледано. Како одиме затоа што Оли спомна Paxos Gold. Одличен пример. Дигитално злато како дел од портфолиото за да даде еден баланс на самото портфолио, особено кога сме во bear market. Тоа е моето мислење за тоа што би вложил и зошто би вложил. Има и многу други, но меѓутоа ќе ја оставиме за нареден подкаст. И за на крај, што не би вложил? Јас тоа многу јасно и концизно и многу пати го имам кажано и на мојата книга го имам пишано дека меме токени, ако сакате да шпекулирате, повелете, можете да си ставите вашите пари во меме токени. Јас во живот немам вложено во меме токен, ниту планирам да вложам, затоа што тоа се базира чисто на шпекулација. Чисто на шпекулација. И обично тие што заработуваат од меме токен се внатрешните играчи. Оние што ги има првите информации, кога ќе се случува пампинг-дампинг. Значи, доволно е само чартот да го видите на меме токен, погледнете го чартот на овие што зборуваме криптовалути, што се сериозни проекти, и погледнете го чартот на меме токени. Значи, дефинитивно тука јас ако веќе би одел на меме токен, парно би идел во казино. Искрено. Така да тоа треба да се избегне по секој случај. И исто така централизирани коини и токени, како XRP. Тоа е моето мислење накратко за ова.